Линковски ќе вклучиме колешката Ирина Пепелјуговска-Цветановски, која што ја гледаме, ќе видите и вие еве во овој момент. Добро утро, Ирина. И ќе зборуваме за нешто убаво. Да, промоција на сликарска изложба. Еве, оставам на вас и повелете со разговорот. Добро утро, Слободанка, добро утро, почитувани. Еве, како што кажа и Слободанка, по вестите излегуваме малку надвор од студиото и ова утро во живо Линковски се вклучуваме од култното бифе Тафталиџе, кое што се наоѓа во срцето на Тафталиџе во општина Карпош. Она што ќе се случува вечерава, токму овде во бифе Тафталиџе, е отворање на самостојна изложба насловена како селектирани дела кратка хронологија од авторот Игор Станоевски. Игор Станоевски е веднаш до мене, ќе го видите за момент, познат како Иги Ман, инаку е мултимедијален автор, тој е музичар, композитор, аранжер, текстописец, академски скулптор и продуцент. Игор или Иги Ман, добро ти утро, ти благодарам што ова утро еве дојде, пристигна овде во бифе Тафталиџе. Позади нас може да ги видат гледачите и твоите дела, кои што вечерва во 20 часот и 30 минути ќе бидат изложени токму овде во бифе Тафталиџе. За каква изложба ќе станува збор? Добро утро. Значи станува збор за изложба на селектирани дела од последните 6 циклуси, во кои што има доста содржина и ликовен развој, така да сакавме да селектираме по некое специфично дело кое што ќе одбележи по една серија и во една хронолошка низа да ги покажеме како еден ликовен развој и идеја на авторот, така. Да. На која е, гледаме дека се на платно, која е техниката по која што работиш, бидејќи си скулптор, така? Да, јас сум првично скулптор, меѓутоа последниве 10 години активно изложувам сликарство. Станува збор за акрил на платно. Меѓутоа, сликарски имам индивидуални некои техники кои што ги развивав со текот на годините, кои што заедно ги врзав со одреден ликовен јазик и мислам дека низ овие дела може да се види патот на нивното развивање и ширење и стеснување. Ова не е твоја прва самостојна изложба, на 10 до сега, така, има во Земјава и надвор, така и надвор од Земјава. Имаш учествувано и на групни изложби. Можеш ли да се сетиш или да издвоиш некоја изложба вака што ти е драга, што ти е специфична, изложба која што си ја паметиш и од изминативе години? Па не се толку многу десетина изложби, така да ги памтам сите, меѓутоа од групните истакна лани имаше во Грачаница, во Косово имаше една изложба и колонија, каде што многу продуктивно беше дружењето и атмосферата, така да можам да кажам еден детаљ дека не стигна доволно материјал и на крај го земав и чаршафот на кој што спиев и него го оптегнав и го насликав, така да. Тоа би го издвоил. Иги или Игиман, ете, можам да ти се обраќам и кажам, или Игор или Игиман, мултимедијален уметник, кажав, значи во најавата, композитор, аранжер, продуцент, текстописец, музичар, така, покрај тоа што се занимаваш со ликовна уметност, си и музичар. Може ли малку да ми кажеш за тој твој дел, за музичкиот дел? Па добро, со музиката се бавам исто толку долго како и со ликовната уметност. Годинава имаше доста музички активности, меѓу кои снимања, настапи. Пред еден месец имавме многу концертен настап на Котон Блуз фестивалот. Сега у моментов работам на привршување на еден дует со работка со Пијан Славе и со Калина, македонска една песна, која што после нова година треба да искочи и се надевам еден нов албум во текот на 26-та ќе има. Кој е стилот на музиката? Прочитав нешто блуз, джез, така? Највеќе ме знаат по блуз и по блуз рок музиката, меѓутоа има од албум до албум, од концепт до концепт има малце разлика од тоа, од различни форми и музички идеи се провлекуваат низ блузот, затоа што блузот е музика која што дозволува да се меша и да коегзистира со други форми заедно. Може би е неблагодарно прашање, ама обично секогаш ги прашувам уметниците, луѓето со кои што еве вака зборувам, што е твојата инспирација? Што е она што те води и во музиката и во сликањето? Бидејќи секој уметник мора да има нешто што го мотивира, што го тера да ја извади уметноста и талентот од себе.
Па, сум размислувал често на оваа тема, затоа што по она што јас го имам видено, има повеќе типови на мотивации и инспирации. Една е секако љубовта према животот и према убавото, радозналоста, желбата да се открие нешто ново во себе. Меѓутоа има и мали тековни инспирации некогаш у денот, прости едноставни работи кои што можат да ти дадат идеја или мотивација нешто да сработиш. Некогаш може муабет од пријател да биде, некогаш идеја, некогаш филм, некогаш песна. Зависи, тоа се менува, меѓутоа доколку внатрешно останеш способен да бидеш изненаден, мислам дека тоа е клучот за да се биде во инспиративен мод. Дали си од оние автори, од оние уметници кои што буквално кога и да му дојде инспирација, се фаќа за ливчето, пишува текст бидејќи си текстописец, или седнуваш покрај штафелајот и сликаш, дали си од тие луѓе или има периоди кога сликаш, периоди кога пишуваш, кога создаваш музика? Има различни периоди, некогаш се мешаат работите ако си заглавен во процес, доколку спремам изложба, знаело да ми се случи непријатна ситуација, да ми дојде идеја за песна, па да ги оставам сите работи. Убаво е паузи да се прават повремено, да се тргнеш дали работиш со ушите од звукот или со очите од визуелно нешто, објектот пред себе кој што го работиш, така да во различни фази различно е, зависи. Сега јас сум малце поспецифичен за тоа што се бавам непрекинато со тие две работи, па мене така природно ми доаѓа и кога се мешаат. Меѓутоа има и мешање, меѓутоа има и пауза, така да зависи од процесот. Сакам да те прашам уште за тоа што си дипломирал, академски скулптор. Имаш, претпоставувам, верувам дека имаш и скулптури, до сега создадено. Некоја комбинација на таква изложба со дела на платно и скулптури? Се планирали? Па, минатата изложба која што беше во МКЦ, изложив една скулптура, таа остана како дел од трајната постановка во МКЦ, по скалите нагоре, од материјал метал, една фигура женска која што искача од зидот, тие што биле у последнава година и пол во МКЦ ја виделе. Многу би сакал, скулптурата ми е голема љубов, меѓутоа додека не најдам соодветно место за кај би ги чувал тие скулптури или кај би ги изложил, знаете, малце повеќе потреби има скулптурата, просторно повеќе простор зафаќа, е малце покомплициран медиум, инаку како љубов, многу ја сакам и во иднина би сакал да направам. Има ли нешто на што работиш во моментот? Еве, пред да го заокружиме овој разговор, нешто што би можеле да најавиме за следната година, веќе спомена можеби некој албум, но дали има нешто сега што работиш во овој момент? Сликаш, твориш, компонираш? Во моментов имам две песни кои што се во компјутер кај мојот продуцент и пријател Ивица Јанкуловски, кои што треба подхитно да се завршат во микс. Имам нов материјал за албум, меѓутоа исто така имам и 14-15 поставени нови дела. За 26-та планирам да направам нова изложба во поголеми формати, малце од овие, значи 2 метра и нагоре. Така да се радувам дека сум спремен, доста сум спремен креативно за 26-та и со ликовни дела и со песни, сега останува потешкиот дел на техничко пакување на истите во форма на изложба и музички албум. Игор, многу ти благодарам. Веќе ќе мораме да завршуваме, толку е времето предвидено за ова линковско вклучување. Морам да кажам и да им кажам на гледачите дека има таква убава енергија. Игор така убаво и со страст зборува за својата уметност и ти посакувам многу здравје, многу дела, многу албуми и во иднина. И еве веќе ја најавивме следната изложба, значи повторно се гледаме наскоро во 2026 година. Фала ви многу, да им посакам на сите убав пречек на 26-та и да се збогуваме со 25-та и да се радуваме за 26-та. Убава порака за крај, а јас, почитувани, ќе се одјавам од овде, од бифет Афталидже и сите вие, Карпошани, Скопјани, од било каде од Македонија, вечер во 20 часот и 30 минути овде во бифет Афталидже, отворање на ова
преубава изложба насловена како Кратка хронологија од Игор Станоевски, познат како Игиман, и купувајте дела од македонски автори и од македонски уметници. Студио? Многу благодарам за разговорот. Срекни празници, срекна нова година ќе посакам на гостинот и многу успеси во новата 2026 година.